Председателот Пендаровски синоќа предупреди дека се тресат темелите на правната држава. Силно ја осуди за спаноста на државните институции и јавно се разочара од Катица Јанева и побара строги казни за секој за кој ќе се докаже вината, без разлика дали е во прашање обичен граѓанин или висок политички функционер. Со тоа шефот на државата практично се дистанцира не само од специјалната обвинителка, туку индиректно и од својот политички ментор Заев, за кого предходно кажа дека имаат 102% исти ставови. Самиот се постави како заштитник на татковината во ситуација кога судско-обвинителскиот и политичкиот апарат одбиваат да ја остварат таа улога. Алфа од своја страна дознава дека сепак одлуката за вака жестокиот настап на Пендаровски има малку поинаква позадина. Председателот Пендаровски синоќа конечно се одважи и излезе со жестока осуда за случајот рекет. Но според извори на Алфа, тоа се случи дури откако неговите советници од најмалку 2 странски амбасади добиле препорака дека тој повеќе не смее да молчи за мега скандалот. Иако во својот настап рече дека тој од самиот почеток се залагал за итна и темелна истрага, Пендаровски суштински реагираше дури сега, речиси цел месец откако аферата излезе во јавноста. Потенцираше дека за целото тоа време воопшто не се сретнал со премиерот ниту со било кој од министрите, иако аферата секојдневно се зголемува, а имињата на некои од нив се слушаат во објавените аудио и видео материјали. Затоа пак првпат јасно и гласно побара строги казни за сите оние за кои ќе се докаже вината, а со изјавата дека мора да има и политичка одговорност, дали тој отворено се сомнева дека во целиот случај се вмешани лица од највисоките ешалони на власта. Освен кривично правната одговорност, доколку има друга, било каква поврзаност со случајот во смисла на давање на заштита на лицата под истрага, инсистирам и на политичка одговорност на политичарите, независно дали се од власта или од опозицијата. Конечно, анализите велат дека оваа афера, најголемата во последните години, буквално ги тресе темелите на владата на Заев. Па се поставува прашање дали Пендаровски се обидува да се наметне пред западните сојузници како единствен човек од актуелните владеачки кругови, кој би можел да биде партнер во пресет на зачленувањето во НАТО и разврската со датумот за ЕУ.